Како печалбар во сопствената држава се чувствува јавниот службеник Слободан Мицевски од Пехчево, кој цела година поминувал 220 километри за да стигне до работното место во Кавадаречкиот центар за вработување. Јас во Берово бех раководител и пред изборите еден ден ме земаа и ме однесоа у Кавадарци. Без објаснување. Година време си бев во Кавадарци, трошци си наредив колку што сакаш, стан плаќав од сопствен джеп, некој ме зеде од тука и 220 км ме однесе без да прашува кај овој човек ќе се смести вечер со куферите во рака. Останав печалбар во сопствената татковина. По голготата во Кавадарци Мицевски е вратен во исторената канцеларија на агенцијата во Пехчево, но сега тој најавува судски спор за да му се исплатат сите трошоци. Порака да се свестат. Да се свестат со тоа што го прават, бидејќи не нас уништува само нас психички, него и семејствата наши ги уништува психички. Со самото разместување од местото на живење некој те земе без објаснување, да те понесе негде во државата, да не знаеш зашо буквално без објаснување. Но овој човек е само еден од многуте јавни службеници кои се шетаат по центрите за вработување низ Македонија. За негова преместување на јавните службеници е притисок и малтретирање. Од Берово една колешка беше во Делчево, една од Делчево тука, еден колега се е однесен у Виница, друг колега од Кочани тука, значи се го малтретираа буквално. Вработените не малтретираа буквално. Има едни колешки од Кавадарци се пренесе, едната е пренесена, нек ни разговараваме да не грешам, у Демрикапија, едната мисла да е у Валандово. Од агенцијата за вработување на нашето прашање се повикаа на рационалното користење на човечкиот потенцијал и на мобилноста преку распоредување пропишана со закон. Секој вработен во јавниот сектор, кој по потреба на институцијата може да биде трајно распределен на друго работно место на исто ниво, согласно со систематизацијата, зашто раководителот носи решение за негово распределување во институцијата, при што оддалеченоста од претходното работно место не е повеќе од 50 километри. Се вели во информацијата од агенцијата за вработување, но зашто Мицевски поминувал 4 пати повеќе километри од пропишаните со закон, најверојатно одговорот ќе се бара по судски пат.